Најсовремена опрема за производство на технички еколошки снег ќе биде поставена на патеката Едносет во ски центарот Маврово, информираат од ски центарот. Опремата, која почна да се поставува денес, е во вредност од околу 700.000 евра и е самостојна инвестиција на ски центарот. Во наредните 4 месеци на патеката во должина од речиси 2 километри ќе бидат поставени 18 шахти, 9 снежни топа и 4 снежни стикови. Целиот систем за правење снег ќе се раководи од компјутерски центар и ќе има 24-часовен надзор на патеката, на количеството снег и на метеоролошката состојба на самата патека. Снежењето ќе започне кога ќе се создадат температурни услови за тоа. Со инвестирањето во опрема за создавање снег ќе се обезбедат услови сезоната за скијање во центарот да стартува порано од досега, односно уште пред новогодишните празници. Со тоа во однос на сегашната состојба, проекциите се дека за 30% ќе се зголеми бројот на денови за уживање на снежните патеки и скијачката сезона на Маврово. Ќе трае околу 100 дена во годината. Од ски центарот напоменуваат дека техничкиот еколошки снег е многу поквалитетен за скијање во однос на природниот снег, бидејќи е покристализиран, почист и не иштети на природата. Статистиката вели дека зимската сезона во просек почнува релативно доцна со најголем број туристи во јануари. Оваа година во услови на доволно снег резултира со околу 4600 туристи, од кои 3092 странски гости. Најслаб месец во сезоната е декември. Како што покажуваат резултатите при лоши временски услови и поради недостиг на снег, лани пристигнале 2154 туристи. Кратката зимска сезона не дозволува можност за целосен развој и континуитет, со што би се овозможило таа туристичка дестинација да ги преживее периодите на ниска сезона, есен и пролет, и да инвестира и во летните пакети. Затоа техничкото снежење ќе овозможи љубителите на скијањето да имаат подолга сезона за уживање во зимските спортови. Опремата за производство на вештачки снег се набавува од една од трите најдобри светски компании за производство, италијанско-австриската Демакленко.